Иако не постојат ненадминливи бариери за жените кои се двигател на општеството, потребна е поголема борба и заложби за целосно да прекине родовото насилство. Постоењето на закони кои предвидуваат и казни за фемицид не се доволни. Сторителите на насилство врз жената треба да добијат највисоки казни, порача претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, обраќајќи се на собраниската седница посветена на Меѓународниот ден на жената. Не е доволно да се фалиме дека сме предвиделе кривично дело фемицид. Кога јавните обвинители покренуваат обвинение за друго полесно дело, а судиите ја бираат најлесната казна, треба да ја прецизираме одговорноста на сторителите да не посегаме по преквалификација. На тепаните, на злоставуваните, на повредените и преживеаните жени не им треба само нашата емпатија, им треба нашата духовна и социјална поддршка за солниште. Говорот посветен на борбата за еднакви права и надминување на предрасудите не го слушнаа претениците на опозицијската СДСМ. Велат лицемерно е да се зборува за права на жени и заштита од дискриминација по вербалниот судар меѓу претеничката Петровска и министерката Кочовска-Димитриевска. Не се појавија на седницата, но и нема да учествуваат во работата на клубот на претенички додека не добијат извинување. Но да се зборува за родовата еднаквост, за заложби и достигнувања, додека само пред неколку дена од собраниската говорница беше изречена тешка навреда и дискриминација кон жените, е крајно лицемерно и срамно. Министерката за финансии Гордана Кочовска со своите навредливи и понижувачки зборови покажа крајно непочитување кон жените. Од власта повикаа на разумност и достоинствено однесување во носењето на одлуки. Побараа заедно со мажите и жените да бидат креатори на политиките. Апелирам и повикувам на разум и достоинствено однесување до сите вклучени во политиката. Оваа говорница трпи се, а понекогаш, за жал, знае да го извади и најлошото од нас. Но почитувани жени, мајки, ќерки, почитувани дами, да се сакаме и да се почитуваме самите себе, за да не сакаат и почитуваат другите. Среќен 8 март. И на ово одбележување на Меѓународниот ден, жените се уште се соочуваат со дискриминација на пазарот на трудот, затоа борбата за родова еднаквост треба да се гледа како заедничка цел на општеството, порачаа претеничките. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија.